За време на посетата на Алжир контактиравме со представници на Фронтот за национално ослободување на Западна Сахара, Полисарио. Во еден од тие контакти со одговорни представници се јави можност за посета на Западна Сахара, едно од неколкуте светски воени жаришта. Тоа беше посебен предизвик за нас и шанса која не смее да се пропушти. На закажаниот ден се најдовме на аеродромот Хуари Бумедиен во Алжир, од каде што бевме срдечно испратени од представници на Полисарио. Од разбирливи причини, немавме можност да ги снимиме моментите како на испраќањето, така и на пречекот во малото градче Тиндуф, на 2600 км западно од градот Алжир, по 3-часовниот лет со Боингот на алжирската компанија, кој се обраќа еднаш неделно. По половина час возење по асфалт и песок, стигнавме во базата Хафет Буџема, која е најблиску до алжирската граница. Десетина со зид поврзани приземни куќички, во чиј двор високо се вее знамето на Сахарската арапска демократска република. Овде бевме сместени во една темна просторија со јоги душеци на самата земја, а на средината ниска трпеза со пепелник рачно изработен од испукана граната. Надвор температурата е околу 42 Целзиусови степени. Атмосфера каква што гледате. Повремено доаѓање на воени джипови од типот Land Rover, за кој подосна се уверивме дека се измислени за пустина каква што е Сахара. Ни беше речено дека треба да се одмориме за долгото патување и дека наскоро ќе дојде представник на Министерството за информации, со кого ќе ги завршиме сите формалности околу 7-дневниот престој на слободната територија на земјата на Сахариуиите, како што се викаат самите сахарци меѓу себе. Во очекување на представникот и снимајќи ја оваа мала база и нејзината околина, размислувавме за историјата на оваа војна која трае веќе една деценија. Имено, оваа шпанска колонија, со територија од околу 285.000 квадратни километри, есента 1975 година шпанците решија да ја напуштат. Истата година, со трипартитниот договор на 14 ноември, во Мадрид беше предвидено територијата на тогаш Шпанска Сахара, или како што шпанците ја вика Златен брег, да ја поделат Мароко и Мавританија. Непосредно по оваа одлука, мароканците од север и мавританските трупи од југ ја окупираа Западна Сахара. И како што обично се случува во вакви ситуации, народот на Сахара никој не го консултира за неговите права или пак желби. На идеја на група интелектуалци, предводени од младиот Мустафа Ел Уали Саед, го основаат Фронтот за национално ослободување на земјата на Сахариуиите, скратено Полисарио. За кратко време, на територијата на Западна Сахара се распламти права војна, во која сахарците се бореа со успех на два фронта со две регуларни армии. Во една таква борба на територијата на Мавританија загинува лидерот и идеологот на фронтот Полисарио, денес символот на борбата за независност Мустафа Ел Уали, по кој денес се наречени сите поважни објекти и институции на оваа земја. Борбата на сахарците доби уште по неочекуван пресврт во текот на 1978 година, кога во главниот град на Мавританија, Нуакшот, беше соборен режимот на Мохдар Улдадах и кога новата власт се помири со Полисарио и ги повлече своите трупи од јужниот дел на територијата на Западна Сахара.
Сега сахарците, ослободени од еден доста силен противник, тргнуваат на север против мароканците, кои ги прогласија за агресори. Ослободуваат ред населби и огромна територија. И денес мароканците држат неколку поголеми градови, меѓу кои главниот град на Западна Сахара, Ел Ајун, и еден дел од територијата така наречен корисен триаголник, во кој се наоѓаат најголемите резерви на фосфати, суровина која, ако не денес, сигурно утре ќе биде стратешка суровина, без која, каде и да е во светот, не ќе може да се произведува храна. Кога сме веќе кај ресурсите на оваа територија, покрај огромните, сигурно најголеми резерви на фосфати во светот, оваа земја располага со значени резерви на ураниум, титан и нафта, а брегот на Атлантскиот океан во должина од над 800 километри се смета за едно од најбогатите крајбрежја со риба во светот. И уште нешто. На огромни делови од оваа песочна територија, на 6 до 10 метри има вода, што е од пресудно значење за развојот на земјоделството или пак на други видови производство. Според некои истражувања, а и самите сахарци ни тврдеат дека со овие ресурси само за 1 до 2 години по ослободувањето би биле држава со над $3000 национален доход. Може би овде лежи и клучот за денешното крвопролевање, кое трае скоро 1 деценија. Во текот на 1976 година, во оазата кон Мавританија, наречена Бир Лале, на 27 февруари ја прогласена Сахарската арапска демократска република. Денес оваа држава ја признале околу 50 држави, од кои повеќето се африкански држави. Во меѓувреме пристигнаа двајца војници од Полисарио. Откако ни се представија дека се викаат Ибрахим и Ахмед, ни објаснија дека според програмата која ни ја направија во Министерството за информации, ќе посетиме некои училишта, болници, воена изложба на која ќе имаме средба со заробени марокански војници, а исто така ќе посетиме и некои заземени и ослободени градови внатре во слободната територија, а ќе имаме можност да разговараме и со високи функционери и членови на врвното раководство на Полисарио. Откако подпишавме изјава дека во случај на некој инцидент доброволно сме дошле на слободната територија на фронтот Полисарио и дека народот на Полисарио не е одговорен за инцидентот или пак несреќата што би можел да настане бидејќи е воена состојба, по чајот кој редовно се служи, со воен джип се упативме кон едно основно училиште. Огромни редови шатори, бегалски кампови и песок. По 1,5 час стигнавме во училиштето 9 јуни. Вие сте млад кадар на оваа република. Може ли да ни објасните каква е вашата програма? Колку ученици има? Овде има околу 2000 ученици. Програмата е национална, која ги опфаќа сите потребни материи за учениците и тоа зависи од нивото. Има до 4-то ниво. А потоа каде продолжуваат? Потоа тие преминуваат во други училишта. Напредуваат, еволуираат. Например, следната година имаме намера да оствариме и 5-то ниво овде, во ова училиште. Имате ли проблеми со професори? Не. До сега не сме имале проблеми со професори, зашто создаваме јадро, ембрионален институт за основните училишта, за жени и во други центри за машки. Дали децата со задоволство го посетуваат училиштето? Да, децата се доста мотивирани,
Зависно од условите, тие јасно ги согледуваат. Сето тоа ги мотивира да бидат задоволни. Каква е перспективата на овие ученици? Во перспектива да имаме комплетно основно училиште со сите неопходни средства за комплетирање на формирањето на учениците, особено во педагошка смисла и во доменот на активностите и анимација, заштото е доста интересен аспект во нашиот воспитен систем. Впечатокот што го добивме, може би се гледа и на филмов, за децата кои се иднината на овој народ и за кои се води посебна грижа, а сведоци бевме дека за овие ученици сахарците чинат се да им го олеснат тешкиот живот во бегалство и логори и колку толку да им овозможат барем дел од безгрижното детство. Повторно се качуваме со нашиот водач Ахмед во джипот и повторно иста гледка песок и сега за Сахара познатата Фатаморгана. Човек има впечаток дека се движи покрај морски брег или голема река. Ни едно, ни друго. Само лажен отсјај од сахарското сонце и од песокот. Се возиме со околу 70 км на час. Никаде ни почеток ни крај. Насекаде иста гледка. Повторно се доближуваме до слични ниски градби. Посета сме на женското воено училиште. Овде се сите возрастни девојки, млади жени на војници кои се наоѓаат раштркани низ повеќето воени бази на слободната територија на фронтот Полисарио, во кој членуваат сите сахарци. Овде има програма за сите. Мажените жени што имаат деца, по завршувањето на задолжителните часови заминуваат во посебни одделенија каде што се нивните деца. Секоја жена исто така покрај тоа што изучува воени вештини, како и некои мажи кои не се способни за фронт, работат во примитивните работилници, во кои се изработуваат разни производи од текстил и кожа за потребите на сахарското население и на војската. Овде ја видовме првата текстилна работилница на Сахарската република. Шивалницата, чевларницата и работилницата за сувенири. Вака започнува стопанството на една држава која се раѓа. Од ништо се создава нешто. По обиколката на овие мали работилници ни беше подарено знамето на Сахарската арапска демократска република во знак на почит како југословенска екипа и како една мала благодарност за пријателските односи меѓу нашата земја и фронтот Полисарио со кој имаме добри односи. Кога сме веќе на релацијата Полисарио, Социјалистичка федеративна република Југославија, да го кажеме и тоа дека народот на Сахара многу добро е информиран за нашата земја, за проблемите кај нас, како и за успесите што ги постигнуваме на внатрешен и на надворешен план. Овде ни се наметна уште еднаш впечатокот дека се работи за организиран народ. Народ кој знае и во најтешки услови толку добро да се организира како во војна, така и во нормалниот живот. Народ кој знае што сака.
Кога сме кај специфичните услови на живење, да го споменеме и тоа дека, како што и сами можете да видите од филмов, овде, освен песок и понекаде вода што се вади од бунарите, чија боја е жолтеникава, потоа понекоја подсушено ретко дрво и сува саванска трева, нема ништо. Најчест оброк е козјото месо со ориз или со компир. Козата овде јаде се. Имавме можност да видиме како коза јаде војничка кошула, хартија или пак најлон. Со еден збор, козите живеат од прехранбените отпадоци на војската и на народот, кои се сместени во стотина вакви кампови. Кучиња и мачки нема, за да не шират зарази и инфекции, кои во овие воени услови под пеколното сахарско сонце се секојдневна и вообичаена појава. Вака заврши и вториот ден од посетата на слободната територија на фронтот Полисарио. Следниот ден, според програмата, се упативме во друга насока. Ни беше речено дека ќе ја посетиме регионалната и националната болница. Уште еден срдечен пречек. Пред нас е раководителот на болницата Бешир Саеб. Вие сте одговорен во оваа болница, а кои се вашите задачи и од каков карактер е оваа болница? Мојата должност е раководство, осигурување на програмата, нега и дигање на моралот на тие што идат кај нас. Тоа значи давање се од себе за остварувањето на таа хумана задача и конкретна помош на својот сахарскиот народ. Овој центар е наменет за советување и превентива од заболувања. Овој центар е на нивото на нашиот вилает. Истиот дава консултации на ниво на сите управи на нашиот вилает. Болните и слабите се упатуваат кон нашиот центар, а центарот ја дава програмата за исхрана и хигиена на пациентите. Болницата се состои од 3 тракта. Тракт за општи болести, тракт за гинекологија и тракт за педиатрија. Во однос на лековите кај нас малку ги има според болните што ги имаме, а во однос на креветите со кои располагаме. Имаме 4 медицински браќа, лекар и помошник лекар. Имаме проблем во наоѓање на лековите, а тие што ги имаме се во мали количества. Во однос на летните болести имаме разни болести за кои се потребни одредени лекови. Секоја сезона од годината ни носи заболувања што се разликуваат од другите и затоа ни се потребни лекови според сезоната во која се наоѓаме, а ние немаме ни малку. Вчудовидува фактот со колку малку лекови и опрема располагаат овие босоноги лекари кои се занимаваат со многу сложена патологија. Бевме изненадени од високиот процент на излекувани болни. Овде, покрај научните достигања, во границите на можностите се користат и многу народни лекови, носени со векови низ овие сурови предели. Непосредно до оваа болница се наоѓа детската болница која е изолирана и во која имавме можност да видиме многу деца во безизлезна состојба. Од изгорени со напалм бомби до заразени од најсложени инфективни и други болести. Одговорниот на детската болница Мохамед Фадил долго ни говореше за проблемите околу лекови, добра исхрана, санитетски материјал и некои микроскопи кои сахарскиот ситен песок кој влегува и во најмали пукнатини ги расипува. Истото се случи и со нашата мала камера. Уште посилно се наметнува впечатокот дека најсложени проблеми фронтот Полисарио има со децата, со лековите и исхраната која е централизирана. Националната болница, која се наоѓа на околу 50 километри од регионалната, располага со околу 700 кревети.
Оваа зграда, направена како крст, располага со 4 оддели и неколку помали одделенија за бактериолошки испитувања, потоа лабораторија и неколку сали за хируршки интервенции. Тука се неколку специјалисти и една група медицински лица кои овде на лице место учат и работат. Тоа се идните лекари на оваа држава. Разговаравме со единствената жена лекар на фронтот Полисарио, раководител на женското одделение на Националната болница. Состојбата во ова специјално одделение е идентична како и во другите медицински објекти, но тука се најтешките случаи и за нив се води посебна грижа, посебно за оние посложените операции. Фадила Мохамед ни потврди дека е единствената жена лекар во Сахарската арапска демократска република. Денес, административно, Сахарската република е поделена на 3 провинции. Најголемата е секако Ел Аюн, која се уште не е ослободена. Во еден камп бевме примени од членот на Политбирото и Валија на оваа провинција. Другар Ел Калил, ќе сакате да ни го објасните системот на власт во вашата земја. Кој го управува вилаетот Ел Аюн, односно 3 вилаети на Сахарска демократска арапска република, наедно е член во Народниот Сахарски совет и член на политичкото биро на Националниот фронт за ослободувањето на Ал-Сакија, Ал-Хамра и Вади Ал-Захаб, Црвената река и Златната долина. Овој национален совет на вилаетот што го управува вилаетот се состои прво од председатели на националните совети кои се избрани од основните национални конгреси, воедно се членови во Сахарскиот народен совет. Второ, одговорни специјалисти во секое поле. Например, одговорен за здравство, одговорен за правдата, за наетите, трговијата и така натаму. Овој совет ја остварува програмата која е предложена од основните национални конгреси. Основните народни конгреси одржуваат генерален конгрес секоја година, на кој што се одредува народната програма за една година. Националниот совет ги одредува месечно неговите должности според програмата од основните национални конгреси. Овие должности се остваруваат на нивото на вилаетот. Како што видовте, центрите во вилаетот, например, Вилаетската болница за нега на мајката и детето, Центарот за народните занаетчии, текстил и изработка на потребните работи, вилаетските школи, се сето тоа активности од програмата на основните национални конгреси. Во однос на Вилаетската болница, сите болни што не можат да се излечат во нивните местни клиники, ги испраќаат во оваа болница. А таа болница има различни специјалности: акушерство и гинекологија, општа медицина и педиатрија и друго. Еден од најголемите наши проблеми што ги среќаваме е негата на децата, зашто условите ни се многу тешки. Во таа болница на болните им се пружа како прво лекарска помош, добра нега и добра исхрана, се на повисоко ниво. Например, во Центарот за негата за мајка и дете, сите деца што се заболени од слаба исхрана добиваат храна богата со витамини, хигиена и здравствена нега. Истовремено мајките добиваат еден вид образование, односно здравствена култура. Ова им е потребно по напуштањето на болницата да можат во своите шатори да им помогнат на своите и на другите мајки и деца. Секој округ има управа, исто како што е на нивото на вилаетот, а тоа значи дека округот го управува окружен национален совет, чиј председател е во Народниот совет на вилаетот, а членови на советот се председатели на комисиите. Окружните национални совети ја остваруваат окружната програма која е избирана од вилаетската програма, а што е одобрена од Народниот совет на вилаетот. Имаме окружни школи каде што се изучува Куранот
и се врши припрема на децата за која е задолжена Комисијата за образование. Во округот и на полето за националните занаетчи имаме работилници каде што се изработуваат за нашите потреби, кои се извонредно големи. Затоа Комисијата на националните занаетчи е задолжена како прво да ги произведува тие шатори што ги гледате пред вас, ги крои и шие, произведува чевли и сите потребни садови. Судската комисија се задолжува за решавањето на сите проблеми во округот, склучува бракови и им дава на граѓаните религиозни и законски упатства. Имаме и други активности на ниво на секој округ, фестивали, работни акции, каде што се градат школи и потребните институции. Ги советуваме граѓаните да ископаат нови извори за вода, а и да ги чистат старите извори, а што е најважно, да држат постојана хигиена на водата. Нашите културни уметнички друштва во секој округ изведуваат драми, одржуваат концерти и организираат ноќни и неделни фестивали, давајќи се од себе да ги забават граѓаните. Тоа е општ поглед кон активностите на Националниот совет на вилаетот. На враќање од овој камп, ја посетивме воената изложба некаде на територијата на фронтот Полисарио. Сега се наоѓаме на една воена изложба каде што е изложено заробено оружје од мароканската армија. Заробеното оружје е изработено во различни држави од различни димензии, а е заробено во различни операции. Овде се наоѓа автомат од 23 мм, се носи на возило. Топови од 106 мм се носат на джипови ландровери, топови 105 мм на тркала. Исто така имаме различни возила и различни тенкови. Меѓу нив се извиднички тенкови 90 мм, изработени во Јужноафриканската република. Извиднички тенкови од француска изработка. Оклопни возила за пренесување војници и офицери, возила за пренесување ранети се викаат ВАП, носат автомати 12,7 мм за одбрана, тенкови ловци изработени во Австрија. Исто така имаме возила од типот ВТТ, заробени се по една наша операција и многу документи од различни операции се чуваат во заднините на нашите единици. Во однос на лесните автоматски оружја имаме изложено автомат 12,7 американска изработка, белгиски автомат МАГ, белгиски автомат ФАЛ, современи француски топови, топови на тркала 120 мм од 1977 година, француско-шпански топови 81 мм, американски полуавтомат 7,60 мм, француски автомат 52 мм. Од телекомуникационите апарати имаме радари од типот ПРТ, комплет апарати за ласерските зраци и сметки, гониометар Англе, современа изработка, заробен во операцијата Алгалта, комплет документи на пилотите и нивните екипажи што се заробени кај нас. Вие сте пилот. Заробеник сте во Полисарио? Да. Како е вашето мислење за војната? Имате ли некои проблеми? Мислам дека е тоа неправедна војна, дека трае долго време. Најдобро решение е да дојде до преговори да се подготвува подобра иднина за овој народ. Дали имате некои проблеми овде? Не. Односот кон нас е многу добар. Јас сум болен и ме лекуваат. И вие сте капетан, ако сакате да ни се представите. Јас сум капетан Брантаза, бев заробен во текот на операцијата на 10 март 1980 година.
Je suis fantassin. Qu'est-ce que vous Maintenant, pensez comme pour la guerre? ce qu'a dit mon camarade, c'est une Kako što guerre reče moj drugar, ova vojna traješe dolgo. elle était Nepravedna je. pas trop durée. Et je crois que Est-ce que vous préférez terminer la bataille? Da li bi sakale vojnata da završi? moi, il n'y a plus de bataille pour moi. Za mene nema veke borba. Ja samo čekam vojnata da završi. J'attends que la guerre se termine, c'est tout. Уште едно попладне поминавме во базата Хафет Буџема. Овде ни беше речено да се одмориме, зашто следниот ден не очекува долг пат од околу 500 километри. Треба да посетиме повеќе значајни места и ослободени градови и утврдувања. Сега тргнавме со 2 джипа, отворени и со вооружени војници. Во едниот бевме сместени ние, 3 војници, многу ќебиња и опрема за спиење под отворено небо во Сахара. Во другиот, 7 војници вооружени со лесно оружје. По повеќе часовно возење низ Сахара, без пат или каков и да е друг знак на патот, сретнавме една патрола со која се поздравивме, а нашите водичи разменија некои информации на арапски. Тоа беа единствените луѓе што ги сретнавме на долгиот пат. Се наближуваме до градот Махбес, напуштен град во пустина. Таков е Бирлале, Елфарси, Тифарити. Гледаме неизбежни сведоштва на војна. Изгорени автомобили, тенкови, борни коли, ниту една здрава зграда. Огромни гробови со незакопани војници. Тука има неиспукани гранати, мини и ракети, остатоци од најразлично оружје. Стравотна гледка. По едночасовно задржување, патот го продолживме на север кон Мароко. Возевме неколку часа ноќе без светло. Никако не ни беше јасно со каква прецизност водичот Бешир, војник на фронтот Полисарио, без чинови, зашто овде тие не постојат, така лесно се ориентираше низ песочните дини и долини. На нашето прашање ни одговори дека својата земја секој најдобро си ја познава. И не само тој, туку сиот сахарски народ кој со векови лутал низ овие пространства, знаел многу добро каде оди, под звездите, песокот и други знаци карактеристични за Сахара. Овде класична војна нема. Се е герила. Постојано се вршат атаци од двете страни. Според една информација, некогаш сахарците броеле 700.000 жители. Денес се располага со бројка од околу 250.000 жители. Податоци кои барем денес тешко може да се проверат. Спиеме во Сахара под ведро небо. Уште едно искуство. Од 42 степена температурата во ноќта се спушта на 0 и под неа.
Со ништо човек не може да се стопли. Ибрахим постојано вари чај и тоа ни е единствената утеха во овие ненормални услови за нас. Посетивме уште еден град. Пред самиот влез во огромниот кањон забележавме уништена борна кола на која борците на Полисарио со задоволство ни позираа. Буарет. Иста слика како Махбес. Само сега многу поголемо утврдување. Многу робови, а градот се наоѓа во клисура, заграден со високи планини. Се чудиме како успеале сахарците да ја добијат оваа тешка битка. Овде, во близина на мароканските утврдувања, останавме многу малку. По патот безброј уништени и напуштени тенкови. Изморени се враќаме назад во базата. Размислуваме за овој храбар народ. Во сенката на Палестина и Израел, иранско-ирачката војна, кои секојдневно ги полнат страните на светскиот печат, овде се води уште една неправедна војна која тлее веќе 8 години. На прв поглед изгледа дека нема војна, но според зборовите на високи функционери на фронтот Полисарио, сахарците се решени со оружје да ја ослободат земјата и да му наметнат мир на Мароко. Слична изјава има дадено во текот на 1980 година и мароканскиот крал Хасан II. Сепак, сахарската војна продолжува и барем засега тешко може да и се види крајот. Министерот Мохамед Сидики ни го овозможи следниот разговор за она што е најактуелно денес во Западна Сахара. Камарат Мохамед, пове експлике Другар Мухамед, каква е ситуацијата на фронтот и кои се перспективите на фронтот Полисарио и Сард? Јас пред се и благодарам на Југословенската телевизија што ми ја даде можноста да им се обратам на нејзините драги гледачи на југословенскиот народ. Првин би подцртал дека Демократската Сахарска република е израз на волјата на овој народ, израз на неговата жед да живее слободно, суверено и независно на својата интернационално признаена територија, а тоа е Западна Сахара. Затоа Народниот фронт за ослободување ги вклучи двата региона што ги опфаќа Западна Сахара. Перспективите на борбата ги знаете. Ние се бориме против непријателскиот агресор која освои нашата територија наспроти сите интернационални резолуции, отфрлувајќи ги сите решенија и интернационалната волја и волјата на сите организации на африканската држава.
Je osvoji našata teritorija, anektirajkija našata zemlja. I zato odgovorot protiv udarot što mu ostanuva na našiot narod je da je prodloši borbata, da je razvije na site frontovi, za da može da je dobije nezavisnost što nije od zedoa, ta suverenost i sloboda. Conquérir cette indépendance qui nous a été spoliée, cette souveraineté, cette liberté. Et c'est pour cela que je dois dire que le combat. Zato moram da kažem deka borbata što je vodi saharski narod, Saharskata demokratska republika, je bitka na site frontovi. Se borime sa oružje vraka, našite deca se bora sa svojite molivi i tetratki, se borime sa našite bolnici, znači site se mobilizirani. Sakam da kažem deka bea realizirani gigantski rezultati. Gdje im se nafrlihme na site tije zla od kojih stradaše našata zemlja. Nije sme mal narod na kojemu se zakanuva eksterminacija. Zato se borime da preživeme. Zato front od Polisario i Republikata vloži ogromni napori na zdravije to vospitovanjeto i na drugite socijalni problemi. Nije ostvarihme ogromni uspesi i od naša strana bi reki vodime borba na politički, diplomatski, vojen plan. Ostvarihme značajni diplomatski pobedi. Deloto na saharski od narode se poveke poznatovo svetot. Se poveke mu se oddava priznanje i podrška. I tok mu vrska sova sakam da je podcrtam solidarnosta na Jugoslavija so borbata na saharski od narod. No nije se borime, isto taka moram da podcrtam, posljednata diplomatsko-politička pobeda prizna nije to od strana na organizacijata za afrikanska borba na Demokratskata Saharska republika. Kako 51. država vo svetot. Se nađeme pred konferencijata na nevrzanite zemlji. Kako je vaše to mišljenje i što očekujete od ova konferencija? Najprvi moram da podcrtam deka dviženje to na nevrzanite sekogaš gi podržuvalo svetite prava na saharski od narod i njegovata nezavisnost. Ja smislam isto taka deka naši od narod, osobeno od kako sme členna organizacijata na afrikanskata borba, sekogaš ja prihvaćal filozofijata, politikata i principite koji go dvižat i koji go voda dviženje to na nevrzanite. Vo vrska so to nije cvrsto veruvame deka dviženje to treba da bide zasireno, a treba da go podcrtam i to deka instaliranje to stranski bazi na marokanska teritorija od strana na režimot na Hasan II je sosema sprotivno na principita na nevrzuvanje. I mislim deka to je jedan sram i predavstvo na dviženje to na nevrzanite, so smestuvanje stranski bazi na negovata teritorija. I veruvam deka neodamnešnjite spogodbi sklučeni među režimot na Maroko, na kralj Hasan II i Sjedinjene Amerikanske državi koji intervenira protiv našiot narod, protiv našata nezavisnost, go potvrduva tok mu toa, deka dviženje to na nevrzanite treba da mu se sprotistavi na vakvi vid predizvik od strana na kralstvo to na Maroko i Sjedinjene Amerikanske državi so nivna intervencija. Verujem deka Saharskata demokratska republika ušte od svoje to rađanje se formira kako zemlja iskreno i dlavoko nevrzana. I zato će produžime da rabotime na zacvrstuvanje na nevrzuvanje to i za angažirano i vistinsko neanuliranje. I verujem deka vrskite što sakame da gi održuvame so nevrzanite zemlji kako što je Jugoslavija, Alžir i drugi, je samo podsjetuvanje do koja mjera saharski od narod je privrzan kon nevrzuvanje to. Ono što se bara od nevrzanju od svet je so krajna žestokost da gi osudi stranskite intervenciji, agresijata protiv saharski od narod, što sušnost je agresija svrtena kon samo to nevrzuvanje, kon site nevrzani zemlji. Vo ta smisla to je jedan vid predavstvo kon naši od narod. Zato podsjetuvam deka odgovornost na dviženje to na nevrzuvanje to je ogromna u vrska so saharski od narod. Možete li da ni objasnite malku kakva je konkretna ta situacija na frontu? Da li ima borbi?
Moram da podsjetam дека борбите продолжуваат. Народно-ослободителната армија на сахарскиот народ, која оперира секој момент, ослободи поголем дел од нашата територија и 90% се под контрола на фронтот на Полисарио. Ова значи дека ние ја продолжуваме борбата и решени сме да продолжиме се додека не го набркаме и отфрлиме освојувачот надвор од нашата територија. Операциите продолжуваат. Едно од последните е ослободувањето на Гестец Замур, што значи решителна фаза против окупационите трупи. Мароко добива огромно вооружување од страна на главниот агресор, односно Соединетите Американски држави, кои имаат храброст во оваа интервенција, во политиката на анексија и експанзија. Значи, ние не само што ослободивме голем дел од нашата територија, туку и натаму ја имаме иницијативата и решени сме да ја продолжиме оваа борба до крај. Non seulement nous avons libéré la majeure partie du territoire, mais nous continuons à avoir la maîtrise du terrain, nous continuons à avoir l'initiative et nous sommes décidés à poursuivre cette lutte jusqu'au bout. Мароко се обидува да контролира помалку 10% од нашата територија. Но убеден сум дека со нашата волја и со нашата солидарност и онаа на сите прогресивни и пријателски земји, ние ќе успееме да ја победиме оваа окупација, оваа анексија. Денес Полисарио води голема политичка војна. Подпомогнат најмногу од Алжир и од други држави од Африка и од светот, владата на Сахарската арапска демократска република говори дека референдум би можел да биде одржан само под услов повлекување на мароканските воени единици од Западна Сахара, директни преговори меѓу автентичното движење Полисарио и Мароко, без мешање од страна посебно на Соединетите Американски држави, чии бази се наоѓаат на територијата на кралството Мароко, враќање на сахарските бегалци во своите градови и села и воспоставување привремена меѓународна арбитража под покровителство на Обединетите нации и на Организацијата на Африканското единство. Воспротивно, референдумот би бил одржан во присуство на мароканските војски, кои според некои податоци го чинат Мароко околу $1 милион дневно, што би оневозможило слободно изјаснување на сахарскиот народ. Кога човек се наоѓа непоседно со борците на Полисарио и со другиот сахарски народ, чија висока организација, информираност и идеолошка готовност на борците да истраат во оваа долгогодишна војна, му се наметнува впечатокот дека постојат реални изгледи овој неголем народ да се избори за своја независност и слобода. Само ваков крај на една војна, што долго трае, а чија суштина е измачување на малите народи, може да биде добар и праведен.